Штипско културно лето е манифестација од големо значење за културниот живот на градот. Токму поради тоа што веќе 30 години обстојува, за оваа година предвидени се голем број содржини, за кои подготовките се веќе во тек и се прифатени од штипските советници, исто како и предвидените парични средства, дознаваме од градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев. Ќе имаме промоции на книги, на збирки раскази, потоа ќе имаме изложби на слики, ќе имаме и други настани, ќе имаме врвни гости од државата. Ова година нема да платиме повеќе од 3000 евра за манифестацијата, но ќе имаме навистина големи и богати содржини. Оваа година на 18 јуни Штипско културно лето свечено ќе биде отворено со традиционални песни и сплетови предвидени за концертот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот. Освен овој концерт, предвидени се уште неколку содржини од етно карактер, а ќе има и концерти на оперски певци. Геомиджи 100, новата група, јас ја велам нова, ќе биде дебитант на Штипско културно лето, ќе направи една прекрасна вечер на староградска авторска музика во Домот на културата. Исто така, имаме еден проект на синергија кој што реализира концерт на музика на националностите. Тоа е проект кој што цела година се организира и тука ќе имаме и ромска музика, и влашка музика, ќе имаме и турска музика, ќе имаме македонска музика, српска музика. Се најавува еден концерт на студентите на професорот и нашиот познат оперски пејач Борис Трајанов. Тој најави на прекрасна вечер со неговите дипломци. Нашата певица Благица Поптомова ќе има свој концерт, солистички концерт. Според примариус магистар Илчо Захариев, столбот на годинешново издание на Штипско културно лето ќе бидат Факултетот за музичка уметност, Средното музичко училиште и културно-уметничките друштва. Исто така предвидени се голем број промоции на книги и изложби на локални уметници и театарски представи. Има најава на една монодрама од Бугарија. Ќе имаме гости од Грција, фолклорно друштво, односно културно-уметничко друштво од соседна Грција. Најавуваме театарска представа на театар комедија, но некои што го немаат гледано проектот или театарската представа Хотел ни на небо ни на земја, еве ќе имаат можност на 1 јули да го реализираат, односно да ја проследат таа манифестација. Што се однесува до финансиската структура, од општината се задоволни. Голем број од учесниците не побарале никаков паричен надоместок, што според Захариев е добро, бидејќи предвидените средства ќе бидат пренаменети за подобрување на инфраструктурата. Содржински ќе биде настанот на вистина многу збогатен, а ништо нема да изгубиме во делот на квалитетот, иако троше малку пари. Всушност, најскапиот лек не е секој пат најефикасен. А подобар лек од културно издигнување нема. Токму затоа од општината очекуваат дека и годинава манифестацијата Штипско културно лето ќе биде масовно посетено од страна на штипјани и жителите на околните градови.